11 градоначалници од Источнопланскиот регион денеска ја донесоа предлог одлуката за почнување на постапката за прогласување на Осоговските планини и на Ченгино Кале за заштитени подрачја. Денеска Пробишти пее домаќин на петата редовна седница на Источнопланскиот регион. Она кое што е од суштинско значење на денешната седница е делот кај заштитните подрачја, односно животната средина. Прочем и сите точки на дневниот ред, ако не сите, најголем дел од точките ќе бидат во делот на животната средина и подобрувањето на стандардот на граѓаните од овој регион. Со денешната одлука ќе отпочне постапката за прогласување на заштитени подрачја, што за нас истокот е навистина е многу важно суштинско прашање кое натаму како што повеќе пати елабориравме, зборевме, ќе носи нови развој и нови можности за економски развој на истокот. На денешнава седница се одлучи Центарот за развој на Источнопланскиот регион да аплицира со 2 проекти од областа на туризмот и културното наследство за добивање на средства од програмата за меѓугранична соработка Македонија-Бугарија. Партнери за овие 2 проекти се бугарските општини Гоце Делчев и Белица. Ќе аплицираме со еден проект под наслов Нашето заедничко минато, пат за заедничка иднина, патека за заедничка иднина. Тој е проект од некаде околу 560.000 евра, во кој што 250.000 евра се за општина Гоце Делчев, остатокот е за Центарот за развој на Источноплански регион, нормално со кофинансирање од страна на нашиот партнер. И вториот проект е од областа на културното наследство, значи културен мост низ вековите го нарековме. Соработник или наш партнер ни е музејот, регионалниот музеј во општина Штип. За овој проект подолго време разговаравме со представниците од музејот. Се работи за одредени реконструкции на еден дел од црквичка под Исарот. Проектот предвидува осветлување на малата црква што се наоѓа на Исарот и завршување на археолошките истражувања околу неа. Последен рок за аплицирање на општините, институциите и секако на невладиниот сектор за вториот повик е 11 мај.